Нивната задача е што побрзо да се симнат од оклопното возило и да заземат борбени позиции во рововите. Ова е само тренинг, но овие борци веќе ги видоа првите линии на борбата. Нечија напуштена куќа во село во близина на Бахмут стана нивниот втор дом, вели 40 годишниот Васил, кој не сака да го каже своето презиме од безбедносни причини. Тој беше наставник по музичко во регионот Лавов пред да започне да волонтира за вооружените сили на Украина во август 2022 година. Често добива писма и цртежи од неговите ученици. Передачи из дома. Баш вчера добив пакет со цртежи кои моите ученици ги направија за мене. Често пати во нивните писма прашуваат кога ќе се вратам. Но не зависи од мене. Ќе се вратам штом заврши војната. Еден од другарите на Васил е 39 годишниот Артем од Чернигив. Артем порано водеше IT бизнис. Во мај минатата година отиде како доброволец во првите редови на фронтот. Од тогаш речиси постојано гранатирање неговото секојдневие, но најмногу е потресен секогаш кога некој од неговите другари ќе биде погоден. Тоа може да се случи во секој момент. Неодамна претрпевме загуба на некои од нашите најдобри момци. Со исто чувство и Олег, 29 годишен фармер од регионот Лавов. Тој се сеќава дека на почетокот не верувал дека инвазијата на Русија е реалност. Пацифист по житие. По верување сум пацифист. Дури и кога веќе имаш информации дека војната започна, јас реков: каква војна би можела да започне кога е време на сеидба? Андри, кој исто така беше земјоделец пред војната, се приклучи како доброволец во март 2022 година. Тој претходно ова година беше ранет од шрапнели, но сега е повторно на фронтот. Захистете нашу држава. Сакам да го заштитам својот народ и да го протерам непријателот назад зад границата, за нашите деца и внуци да не знаат како е да се изгуби нормалниот мирен живот што сите го имавме претходно. На сите овие мажи, главната цел им е да ја добијат војната и да се вратат кај своите семејства. Главната работа што не одржува е веројатно поддршката од најблиските, пријателите и целиот цивилизиран свет. Слушаме дека доаѓа оружје и ја чувствуваме поддршката од светот изразена или преку објави на Твитер или во донации и молитви.